Понекогаш оние уметниците со перото, мастилото или моливот, како што знаат да кажат старите новинари, велеа, ако нешто не е запишано, напишано и останато како такво, исто како да не било. Во тој контекст е на наша средба со Илчо Наумовски, наш познат фудбалер, поранешен репрезентативец и добро познато фудбалско име, кое сега живее, работи, обстојува во Австрија, како човек ангажиран во тамошниот австријски фудбал, доправме до информација која тој самиот ни ја сподели дека се планира објавување на една негова автобиографска книга. Приказката на Илчо Наумовски е многу интересна, многу поучна и многу доблесна кога го прашање македонскиот фудбал, како понекогаш самите ние кои сме овде на ова парче фудбалско кој се вика Македонија, недоволно посветуваме внимание на луѓе кои го вложиле својот живот, дел од својот живот, тетивите и енергијата на македонскиот фудбал. Австријанците се сетиле дека Илчо Наумовски има капацитет, има приказна, има во него фудбалска историја, има што да каже, што да напише, и му посветиле, му isfinansirале, му предложиле и направиле на книга за него. Ќе ја видите насловната страница од книгата која тој ни ја прати преку фотографија. И останува да можеме ние, продукција Скок, YouTube канал од Грудов, колку што можеме да ја промовираме оваа книга, да ја најавиме за ова наше фудбалско име кое секако оставило трага во македонскиот фудбал. Низ разговорот со него бевме информирани дека промоцијата ќе биде на 3 декември во Виена, пред еминентен собир, пред луѓе кои значат нешто во европскиот, австрискиот и воопшто во светскиот фудбал. Доста имиња ќе има на таа промоција. По секој случај во продолжение погледнате ја приказката со Илчо Наумовски, снимена на јужна трибина на градскиот стадион во Скопје. Со Илчо Наумовски, кратко и постфестум, ни најави печатено издание и книга посветена на Бундесбомбардерот, на австрискиот Бундесбомбардер. Кратки стрти, како дојде до тоа и кога ќе биде таа официјална промоција горе во Виена во Австрија? Као прво, ретко некој од македонски фудбалери во странство. Имам таа чест дека швабите, австриците вада книга за мене. Мислам, ретко кој од Македонија, од фудбалери добива некоја книга во друга држава. Дојде така многу на некој симпатичен начин, некако ми се јавија. Нешто со подкаст е така ми кажа. Од таа као Die Beste Liga der Welt, као најдобрата лига на светот, као така се вика подкасто. Бундеслига еднаш година права за Божик, нивни Божик права подкаст. Само еднаш година, инаку се во живо уклучување и така. Добро. Вика дали можеш, ми се јавува еден другар, дали може, викам нема проблем, а имам време, ајде да зборуваме, викам, знаеш. Тие се тројца, тие тројца вика, му вика сега тој, едниот се вика Фабио, другиот се вика Петар Вагнер, тој што е автор на книгата. Добро. Момците се само ова заборавив да ти го кажам, од Spotify, од спонзор на Барселона. Тој ми е главни спонзор и за Spotify работа. И се јавува, овој Фабио му вика на Петар, имаме денеска гост, и овој вика, да, кој, ајде, супер, нешто да правиме, и овој вика, Илчо Наумовски, не, вика, нема шанси, вика. Зошо? Абе, не провоцираше со град, што му говори кој сум ги дал, овој не е симпатичен, немој него, каде него, ваков е, таков идиот, разбираш? Ја то не го знам. Добро. Он вика, ајде бе, нема сега, го договорив човекот, сега вика, Фабио, глупо ми е сега. Да му откажам. И? Дечкото беше префин. Ки не се работа? Да, и зборуваме сега, ние тамо се вклучува. Ја после разбрав дека тогаш подкастот сите рекорди ги руши во Австрија. 3 сати зборуваме и се она отворено, без никаква шминка, то кој што сум ја као и човек, еве, АЦМС не е директен и искрен. Изборуваме и највише кликови има. Се завршува подкастот тука лево десно. И након 1 сат овој швабата, тој Петар К. Вагнер, како завршил подкастот, ми кажа тој Фабио што му е главниот уредник, му вика, како заврши, од тој што ме критизираше толку, вика. Да смени мислењето. Ака, вика. Со овој мора да правиме книга, вика. Ја нема така да идеја. Значи одма и сега денеска сега години поработиме, значи од моето родно
место од Прилеп, татко ми е по потекло од Бело поле, тоа е најубавото место на светот за мене и цел живот ако ме прашате дали сум Виена или Скопје или Прилеп, јас секогаш викам од Бело поле, да се знае. И горд сум на тоа. Бело поле од Црна Гора? Не, Бело поле од Прилеп. Се извинувам. Али има и у Црна Гора Бело поле. Сега ме збуни, видиш? Да, не, од Прилеп, од Прилеп. Сме се виделе долги години, ќе ми извиниш за вакви лапси. Не, супер. И јас греши па ме побрај мал пред нешто за Зеница. Дојде книгата? И тој вика правиме книга и мене ми се јавува вика книга вака така ќе ја финансираме ние Spotify, ја викам да. Ќе имаш 50, ја викам се земете ако сакате книга 50 од продажба. Да, се 50, ја викам не. Колку сум ја викам. Земете се му викам од книга некој да ти прави и за мене голема част. Така е. Разбираш? Не вика нема шанси, тие се швабите строи, кој ќе каже 50, ти да викаш не. На германски јазик коди, така. Да, се на германски. Ќе огромен тираж. Чим рушиш таму како се вика подкастот, веројатно тука се Валтер Шахне, тука ќе биде Ханс Кранкел, Прохацка, Бранко Бошковиќ, Марио Токиш од Хрватска ќе зборува во книгите. Ајде збор два, кога е тоа? Има ли дефинирано промоција, датум или отприлика? Петар Пакол ќе зборува сега, треба да видам колку имена имам, едно 30, Джовани Трапатони во книгата се најдува. Така да великани на фудбалот и тоа е толку голема чест ми, веројатно тоа е нешто најдоброто досега што ми се десило во животот. Оти и мене да ме нема, таа книга ќе си остане. Браво, честитки од продукција Скок, спортски магазин Скок, кој на некој начин има малку партиципирано во твојата кариера. Занимливо е. Така? Занимливо како една земја како Австрија, кој е таму си играл, таму не си прифатил да игра за Австрија, си вратил македонски пасош. Тој е еден во историјата единствен во најлошото време 2001-2002 да вратиш Европска унија пасош. И тога се рачунаше веќе знај треба да играш 75% за репрезентација да би можел во Англија да правиш трансфери. Јас сето го кинам австрискиот за Македонија да играм. Кога се повреди еден човек не се јави да те праша како освен овие најблиски не можам да кажам сега. Али од 100%, 98% те заборава да постоиш, само да те праша како. Тоа е Македонија, после се чудиме, ние измеѓу себе се љубомориме. Кажи ми кога имаш ли некоја отприлика датум за промоцијата и на 15 декември ќе биде во Виена. Во Виена промоцијата и дека дечкиве се од Грац. На 15 јануари ќе правиме уште една екстра за во Грац да биде. Значи во тие два града. Дека сум играл во Грац као дупла круна сум зел со ГАК тогаш кога играв на Лига шампиони. Со Ливерпул кога победивме со кој беше Локомотива Москва мислам дека. Првиот гол што го дадов во кариерата против Локомотива во гости во Москва. 3-3 играв, не се сеќам. Значи ако се стокме продукција Скок со камера, пред камера е дел од таа промоција. Од срце сте повикани да дојдете таму, Аци ќе дојде сигурно, нема избор. Оти ми дужи нешто уште некој вечера и некој ручек. 101%. А ти на него за гол што? Не, му имам намислено некој гол, ама ги заборав. На тренинг сам. А тој не, имам, еве сега се сетив да не испадне дека немаш. Се сеќавам една прекрасна акција дека гледам сега стадионот ми се враќа. Тогаш игравме баш топ фудбал. Ако се сеќаш овде Тупа не започна акцијата со Пандев дупли пас овде со Црна Гора овде. Црна Гора? Да. И тие ме центрираше и ја го дадов гол за 1-0, се сеќаваш? Али тој е една се. Пријателска беше. Да. Пријателски. Ја му имам многу. Добро. Фала ви за гостувањето пред камера на продукција Скок на двајца. Да зборуваме. Ете така. Без цензурирани и без политика. Не, И без политика. Интегрално. YouTube канал Доргутов и Митова се интегрално, дури и кој е на наша штета. Ајде и еве и ќе го најавиме сега договореното интервју за животната приказна на Аце Стојков. Да. И тоа е многу интересантно. Нажалост не сум јас тука. А не ми покане да бидам тука. Тогаш кога зборуваш со студија.